Исак Месини е иноватор кој што има направено нешто навистина неверојатно и многу интересно. Колегата Мартин Николовски разговараше со него. Имено станува збор за паметен чадор кој што ја следи светлината од сонцето и произведува енергија преку панели. Сега, како тоа на еден чадор, сето тоа се наоѓа, како произведува и колку тоа може да не заштити. И веројатно ќе ве интересира дали тоа можеме секојдневно да го примениме, особено сега кога е летната туристичка сезона во ЕК, тој вели дека да, и дури дека веќе го применил. Ајде да видиме. Како го замислам неговото место е многу едноставно, го замислам како појана на сончогледи, бидејќи неговата функционалност всушност е мимикрија на природното растение сончогледот и функционира на ист принцип. Значи има сензор кој што го следи, ги следи зраците на сонцето и автоматски се позиционира по неговата положба. Јас дојдов до таа идеја со самото тоа што имав мака, со тоа што бев на плажа и немав целодневна сенка, односно секој 10 минути со тоа што се помрнало сонцето, морав да станам од својата лежалка, да го поменам чадорот, за да можам да уживам под сенка, за да не изгорам, нели? И всушност од маката дојде идејата да, окей, 21 век, 2024 беше тогаш, не, пардон, трета, мора да има нешто подобро од класичниот модел на чадорот, на традиционалниот чадор кој што веќе го имаме над 4000 години. Произведувањето на електрична енергија е преку употреба на фотоволтаични кели кои што се вшиени, односно вградени во самата капа на чадорот, бидејќи чадорот кој што е на плажа е изложен по цели денови изложен на сончева светлина, која што панелите ја земат и ја претвараат во струја, во електрична енергија, која што потоа корисниците може да искористат за полнење на своите лични уреди и исто така се користи струјата за напојување на самиот механизам. Механизмот на чадорот користи два мотори, со што се возможува истовремено ротација на двете оски, значи инклинација на сонце и следење на исток-запад, меѓутоа и автоматско затварање и отварање на чадорите, бидејќи од една страна луѓето, посетителите на плажата сакаат да имаат нешто над нив, тоа го покажа нашето пазарно истражување, сакаат да има нешто над нив кој што има возможува целодневна сенка без тие да мора да се поместуваат, меѓутоа исто така од страна на сопствениците на плажите, на плажни хотели, ресторани, кафани и така натаму. За нив голем проблем е тоа што нема доволно работна снага и тие самите најчесто мораат да одат на сабелечки да ги отвараат чадорите, преку ден да ги поместуваат доколку има потреба и навечер да одат и да ги затвараат чадорите. И затоа беше нашата идеја за нив, која би била додадената вредност за сопствениците на плажите, да не мора тие тоа да го прават мануелно, туку све тоа доди автоматски. Со оглед на тоа што јас го немам потребното техничко образование за еден ваков проект, јас сум политиколог по професија, морам да кажам дека беше изненадувачко колку течеше лесно целиот тој процес, но секако тој процес немаше да биде толку едноставен и олеснат да немав поддршка од технички тим. Јас добив ментор преку една програма која што се одржуваше во Република Словенија. Тоа беше проект на владата на Република Словенија, каде што имаше повик за евромедитеранскиот регион, значи тука медитеранскиот регион во Европа, но и опфаќаше и делови од Африка, каде што најдобрите 5 мина кои што бевме одбрани со идеи, бевме пренесени во Љубљана и таму неколку месеци делувавме и работевме на нашите идеи. И баш ми е денеска мило што е баш од Македонската радио телевизија добив покана за да ја објаснам мојата идеја и мојот процес, бидејќи на тоа направување бев единствен представник од Европа, другите четворица беа од афричките држави, имав од Египет, од Тунис, од Алжир и од Мароко.
Така што ја бев единствен представник од Европа и токму од нашата Македонија. Таму, како што реков, добив ментор кој што го има потребното техничко познавање и тој ми помагаше мене низ целиот процес на оформување на производот, од скалирана верзија на играчка до вистинската до целосниот прототип кој што е спремен чадор за користење. Има интерес, за моје големо задоволство, имаше интерес уште од првиот момент кога ја презентирав мојата идеја, прво во програмата во Словенија за која што претходно зборував, а потоа откако што ја веќе ја развив идејата, имаше интерес и во македонски стартап заедници, во македонската стартап заедница, во македонските организации кои што се занимаваат со поддршка на претприемништво, имав таму голема поддршка и секако имав прилика да зборувам директно со инвеститори кои што беа многу заинтересирани и заинтригирани. Првиот фактор што успеав нешто вакво да изградам без потребното техничко познавање, што зборува нели за истрајноста и за флексибилност и адаптабилноста на денешницата. Меѓутоа исто така што овој продукт реално отскокнува од тоа што би рекол дека е во моментот во тренд, кој што се повеќе услужни бизниси кои што се базирани на интернет решенија, на компјутерски и софтверски решенија. Ова е баш физички продукт и многу инвеститори избегнуваат физички продукти, меѓутоа многу инвеститори исто така поради тоа што е тренд денеска секој втор да има дигитална платформа или апликација, баш почитува некој кој што сака да проба да се истакне со физички продукт. И имав контакти и со домашни, но и со меѓународни инвеститори и конкретно со инвеститори во стратешки локации. Значи, да се навратам на прашањето за каде би се пласирал овој продукт, конкретно за мене, бидејќи сум од Македонија и географски сум проксимален на Јадранскиот брег, таму би беше токму идејата првично да се пласирам, првично во Словенија, бидејќи таму ми е коосновачот и таму го изградив продуктот. Интерес добив од Албанија, таму стапи во контакт со собственик на плажа и таму го добив првиот интерес за да ги пласирам првите 5 продукти од флотата на сончогледите.